Дел од авиокомпаниите се уште работат редуцирано. Многу авионски линии понатаму се во прекин откако COVID-19 удри најсилно врз авиосообраќајот. Иако има раздвижување, тоа е многу малку во однос на тоа како било пред корона кризата. Минатата година кога почна пандемија, пак почнаа некои прогнози кога тоа ќе се авиосообраќајот опорави. Па имаше некои прогнози до крај на 21-ва, сега се шпекулира до крај на 2024-та. Целосно опаровување на авиосообраќајот. Според некои анализи после економската криза во 2008 година, кога биле потребни 6 години за целосно опоравување, ова е најголема криза во авиоиндустријата, вели Менкиновска, чија што агенција се занимава со продажба на авиобилети. Секојдневно имаме нови процедури, нови барања од секоја држава поединечно. Имате еден Qantas, австралискиот национален превозник, кој ги суспендира сите интернационални летови минатата година и кој планира да ги постави повторно во октомври, до 31 октомври 2021. Замислете колка проекти е тоа во мирување. Поради ваквата ситуација ќе трпи и домашниот туризам, ако се знае дека најголем дел од странските туристи во Охрид доаѓаат со директни чартер летови. Голем дел доаѓаат и со редовните линии. Имаат кружни тури низ Македонија, па заминуваат повторно од аеродром Скопје. Значи, сето тоа се одразува негативно на домашниот туризам, бидејќи минимални се линиите кои што оперираат, а со тоа е минимален број од кои што патуваат. Очекувањата се дека најтешко ќе се опоравуваат бизнис патувањата. И секогаш по вакви кризи најтешко се опоравуваат бизнис патувањата. Најлесно ќе се опорави туристичките патувања, ќе се опорави, бидејќи луѓето се желни да патуваат. Јутре ако се лабават сите мерки и доколку се отворат сите граници, доколку нема протоколи, многу ќе биде тешко авиокомпаниите да се вратат, бидејќи голем дел од нив ги отпуштија вработените. Голем дел од авионите имаат многу големи процедури кои треба да ги поминат пред да почнат повторно да летаат. Постои стравување дека поради актуелната ситуација ќе дојде до порасти на цените на авионските билети за неколку проценти. И сите други компании кои направија голем пат, земеа многу кредити, помош од државата и треба да се враќаат. Патничкиот сообраќај на двата македонски аеродроми во јануари и февруари 2021 споредбено со истиот период во 2020 година, кога и пандемијата се уште не беше започната, е опаднат за дури 70% велат од ТАВ Македонија. Иако повеќето линии што биле запрени во 2020 година се враќаат, од ТАВ велат дека поради брзите промени во политиките на различни земји за влез на нивно тло, очекуваат можни промени во фреквенциите на летовите на најавените дестинации како и можни откажувања. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.